само момент, сакам точно во 8 часот, идејата ми е и замислата ми е да го означиме почетокот на учебната година токму со она кое што е символот за започнување, односно училишното звонче кое што го означува стартот на учебната година и крајот на летниот распуст за сите ученици. Го чекаме звончето и ги чекаме учениците да се соберат, како што можете да видите прекрасна гледка, полн училишен двор. Се наоѓаме во основното училиште Круме Кепески во населба Кисела вода и за сите подробности поврзани со образованието, продолжение зборувам со првиот човек на општината, Орице Гергевски. Ви благодарам што ви имаме во добро утро. Секој утро. Добро утро, поздрав до вашите гледачи и секако често задоволство да се видат гостите на вашите емисии. Градоначалник, да го посакам успешен старт на новата учебна година со многу питки и успешни генерации посакувам. Па исто јас сакам да искористам оваа прилика на сите 5460 ученици во деветолетката во Кисела вода да им посакам успешен старт, многу здравје, среќа на нив и на нивните семејства и секако добро да се образуваат во ова учебна година. Тие се днината на нашата држава и днината на нашата општина. Ние инвестираме во сите нив, само до нив е да учат во наредниот период и особено да им честитам на 624 првачиња кои што за прв пат седнуваат во училишните клупи и ќе се запознаат со училиштата своите другари оваа година. Минатата година токму за првачињата започнавте еден многу симпатичен, убав проект, убав гест кој што значи помош за семејствата, но и една голема радост за учениците. Првачињата добиваат ранчиња, секој прваче. Еве го гледаме зад нас, не знам колку ќе можат од гледачите да го забележат компето. Ранчињата се подготвени да им ги поделите на првачињата. 625 првачиња ќе 624 првачиња и како што споменавте, мене ми е драго што многу други општини почнаа да го следат нашиот пример. Исклучително сум горд на тоа. Од минатата година започнавме со еден проект кој што патем беше ветен и во мојата програма. Од минатата година го реализираме, оваа година продолживме со истиот. Тоа е, како што споменавте, ранче за секој прваче. Обезбедивме и оваа година анатомски ранци со прибор училишен, се она што е најнеопходно за учениците да можат да стартуваат со школската година. И секако делот кој што вие го споменавте, од една страна сакавме да помогнеме на семејствата, затоа што сите знаеме дека септември е еден од најтешките месеци во годината, во кој што сите практично се соочуваме со многу трошоци, особено со оние кои што дечињата ги испраќаме дали за прв пат, дали кои да се оделени во училишните клупи, а од друга страна сакав преку со тој момент, односно со тој проект да влијаеме и да нема социјални разлики внатре меѓу дечињата, сите да се чувствуваат пријатно и комфорно во зоната кога ќе влезат во училишниот двор, особено кога ќе влезат во своите училни. Наше е да го обезбедиме сето тоа и го обезбедивме оваа година. Јас сакам исто така да напоменам и за еден многу сериозен и крупен проект кој што го започнуваме од оваа година, во теке постапката, тоа е набавка за сите ученици во основните училишта, во сите 8 основни училишта во Кисела вода на униформи, со што исто така сериозно ќе влијаеме во социјалните разлики, но и дополнително во семејните буџети на родителите. Значи во теке постапка за набавка на нови униформи за сите дечиња во Кисела вода. Сметам дека успешно ќе се заврши целиот процес и за отприлика околу 30 на дена од денес сите ученици би имале и нови униформи во Кисела вода. Во контекст би ве прашала и за социјално загрозените семејства кои што живеат на оваа општина, имаат ученици. Каков е третманот на општината кон овие семејства? Освен што на првачињата ние помагаме, секоја година традиционално, јас и години наназад, уште пред да бидам градоначалник, сум се трудел заедно со дел од тимот што ми се сега во минатото работеле заедно мои соработници, сме се труделе да помогнеме и од кога сум станат градоначалник, исто така водиме грижа за социјално ранливите групи. Знаете дека ние важиме за една од општините во Македонија која што може да се каже дека најсериозни пакети на мерки има за социјално ранливите семејства. Во тој контекст продолжуваме и годинава и оваа година, секако дека им помагаме и нивните семејства. Нема да оставиме ниту едно детенце да биде поразлично од останатите или пак да има некој недостаток, а ние можеме секако да го покриеме тоа како општина. Градоначалник, прекрасна гледка гледаме зад нас, полн училишен двор, како што треба да доликуваат училиштата. Кажете ми, имате ли некаков план за означување на учебната година, некаква прослава, можеби вечерва? Вечерва во 19 часот, исто сакам приликава, добро што ме подсетивте да искористам за
во нас во Драчево да ги поканам сите родители и особено сите дечиња од сите 8 основни училишта на територија на општина Кисела Вода, но секако и сите останати се добре дојдени. Ќе има музички хепенинг во кој што дел ќе земат и учество група која што настапува, а останатиот дел ќе земат учество и наши ученици од основните училишта, така да ќе биде многу интересно. Да повторам, 19 часот парк Бранители Драчево, сите се добре дојдени. За самиот крај ќе искористам приликата да ви честитам. Вие сте родител на прваче. Дали Ведран утринава беше подготвен за да тргне на првиот училишен ден? Па бидејќи од 9 часот почнуваме, се уште се спремаат со мајка му, па јас продолжувам во училиштето во Кирил Печиновиќ, каде што се запишам. Така да спремни сме. Нема да ве задржувам повеќе, ќе ви се заблагодарам од срце што одвоивте време, што бевте заедно со нас во Добро утро секој утро на овој убав и значаен ден за нашето општество, за нашата Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам, ево. Ирина, верувам дека пренесовме преубава слика ова утро, дека екраните блештат од среќа и од радост, ги видовме прекрасните насмевки на лицата и радоста на дечињата во ова училиште. Потсетувам се, вклучивме од основното училиште Круме Кепески во населба Кисела Вода, ја доловивме сликата и означивме прекрасен старт на новата учебна 2023-2024 година. За самиот крај ќе посакам голем успех за сите првачиња, дечињата кои што за прв пат седнуваат во училишните клупи и секако голем успех за сите ученици кои што се враќаат во училиштата.